Осенија, европската земја од Солун до Моравија, овој крст е и крстот со кој светите Климент и Наум ги благословија охридските и македонските води, крстот што го носеа нашите свети пустиножители Гаврил Лесновски, Прокор Пчински, Јоаким Осоговски, крстот за кој не се исплашија ниту мачениците свети Ѓорѓи Кратовски, ниту Злата Мегленска, ниту свети Спасо Радовишки и сите оние што глава дадоа, а вера не сменија. Овој е и крстот на охридските архиепископи и на сите достојни свештенослужители од родот наш. Крстот на преродбениците и печалбарите, крстот што го целиваа војводите и комитите, крстот што го везеа везилките и крстот што го резбаа копаничарите. Тој е крстот што е крст во сите нас, крстот што сме сите ние. Возлюбени, овој крст е врсник и со 2000 годишниот крст во Македонија е крст што веќе 20 векови од генерација на генерација ни се дава и предава, е крст што расте 20 столетија, за еве да израсне во крст паметник и крстчувар, не само за водно, туку и за сите наши крстови во Воден и Егејско, за Банско и Пиринско, за Пустец и цела Преспа и за цела Македонија. Овој крст е и знаме на македонскиот непокор и опстој и крст символ на македонското воскресение и живот. Но да се има крст, да се биде со крстот, најпрво значи да се биде со Господа. Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе и нека го земе својот крст и нека оди по мене. Ни порачал Господ Христос пред 2000 години, а да се оди по Господа и да се носи крстот, значи да се земе на себе сиот товар и сета тежина што ја носи во себе знакот на спасението. Но тоа значи и да се почувствува и полната радост што извира од символот на животот. Со крстот и за крстот се страда времено, но од крстот се радува вечно. Возлюбени во Господа, зарем Христос не ќе останеше најголемиот маченик на Голгота, ако преку крстот не стигна до славното и се победно воскресение. Но преку Господа Христа и најславниот страдалник на Голгота, крстот стана символ на победа и живот, постана клуч за рајот и скала за на небо, постана темел на црквата, тврдина и украс на вселената, постана сила за немоќните и лек за болните, постана леп за гладните и извор за жедните. Преку крстот се подигнаа паднатите и преку крстот се препознаа и изнајдоа изгубените и се ослободија поробените. Возлюбени во Господа, од најсрамно крстот постана најславно оружје. Во тоа се убедија најпрво непријателите на Христа, кои што го распнаа, се уверија и оние што го чуваа неговиот гроб. Пред крстот Христов немоćни беа и римските императори и многу силници безбожници во текот на целата историја, па се до денес. Но победоносната сила на крстот ја разбраа и поверуваа во неа и царот Константин Велики и Јустинијан, како и нашиот Самуил, и за многу други, за кои крстот постана не само најголем жртвеник, туку и знак за човекот и идентификување со оној што го оживотвори и му даде сила со верување дека кој го почитува крстот, го почитува и Господа. Возлюбени, еве 2000 години Христовото благовестие, односно словото за крстот, се сее по сиот свет и крстот, животворното дрво, расте по сите меридијани од земјината топка. Македонија и македонскиот народ
се меѓу оние земји и народи кои меѓу првите го примија на себе крстот и тргнаа по Господа. И еве, веќе 2000 години трае нашето одење по крстот и нашето врвење по Господа. Затоа, па како можевме подобро да заблагодариме како земја и народ за крстот, ако не преку ова велилепење наводно. Овој крст е уште една потврда за досегашното и верувам во идното наше македонско крстолюбие. Подигнувајќи го ова чудесно знамение на овој врв планина, создадовме најубав украс за библиската македонска земја и подигнавме патоказ за сите сегашни и идни македонски рожби. Но овој крст, кому вечерва му се поклонуваме, дојдени од сите страни на Македонија, ќе ги оправда и одлуката, и средствата, и тешкотиите околу неговата изградба, доколку истиот не продолжи да биде крст за наше меѓусебно непријателство и распнување. Затоа, во овој свет миг, на ова македонска и на идните македонски генерации, во името на генерациите пред нас, посакуваме и порачуваме овој крст наводно да биде и знак и место за наше помирување и за наше единство. Господи, на Твојот крст се поклонуваме и го славиме Твоето воскресение. Господи, не давај ни друго за да се фалиме, освен со Твојот крст, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Нека ни е честито и вечно. Ги слушнавме беседата на архиепископот Стефан, премиерот Лјупчо Ѓоргиевски исто така имаше обраќање. По моментот на обраќањето сега следува исто песма која е можна значајна. Инаку, почувани гледачи, отец Методи е наш овде консултант вечерва во овој директен пренос. Па практично тоа е песната со која што архиепископот ја заврши својата беседа. Испеана на црквено-словенски од свештенослужителите и архиереите кои што присуствуваат на чинот на осветувањето на крстот. Со тоа можеме да речеме дека и вечерашнава атракција и голема духовна символика во чест на милениумскиот крст вечерва овде во Скопје на врвот наводно привршува. Да, тоа е практично самиот крај на службениот дел, еве следуваат честитки. Ќе искористам ова прилика на целиот македонски народ да му го честитам ова воздвижување, вознесување, разгорување на честниот крст над градот Скопје, кој еве нека биде воскресение на верата во секој човек македонец. Ви благодарам за учеството во нашиот директен пренос на Македонската радио телевизија Отец Методи. Се надавам и на други ваши сугестии и консултации за слични прилики и наку веруваме дека не можеме во догледно време да постигнеме вака капитален момент како што е тоа вечерва, овај милениумски крст и неговото осветување на водно, можеби осветувањето на црквата која ќе биде изградена, бидејќи како што слушнавме и во вечерашните обраќања, македонскиот гени никогаш не престанал да биде продуктивен, афирмативен и со голема идеја и реализација. Ви благодарам, беше чест и задоволство. Ви благодарам, почитувани гледачи, ви благодариме и за вас, доколку бевте со нас вечерва во овој спектакуларен момент и чин што е навистина реткост да може и со гол око да се види од Скопје, но за нашите гледачи, како што и вечерва беше споменато, не само од Република Македонија, туку и пошироко и за нашите верници македонци во диаспората, кои имаа можност преку сателитската програма да го гледа тоа што вечерва се случува овде во Скопје. И завршуваме со овој директен пренос, а она што вечерва го пренесовме од овде од Водно, секој ден и секоја вечер ќе имате во иднина можност да го гледате од Скопје.